Општина Прилеп свечено им ги додели наградите на маските кои што освоија награди на меѓународниот карневал Прочка 2026. Со тоа практично се заокружи годинешниот карневал кој што се одржа на 21-22 февруари. Мила Забрчанец Спирковска веќе четврта година поред освојува прва награда во поединечна конкуренција. Маските со некојаш со помош имам. Од татко ми парано почесто имав помош, а сега ова маска ова година поиќе правев сама и со мал помош од татко ми. Како се викаше маската и што представуваше? Маската се викаше Pixel Star. Таја е куче од интернето и кажува дека лесе што е во интернето не значи дека е лошо, може да се научиме нешто, може нешто интересно да најдеме, не се лошо негативно и често треба позитивно да бараме во тоа. И и таја ги смева негативците и многу е позитивна и друштвена. Гран-при наградата пак за групна маска во саботата за време на така наречениот детски карневал ја освоија учениците од основното училиште Добре Јовановски од овој град за маската Весела фарма. Маската беше Весела фарма, изработена од 13 ментори и наставници ментори и уште 65 ученици. Маската ја изработувавме сами. 2 месеци, пред часови, после часови заедно учениците, посебно учениците од 7 одделение и учениците помагаја од 5 одделение. Имаме ние такво правило, 5-тите и 7-тите секоја година учествуваат на овој надпревар заеднички со една маска. Маската гледавме, зошто Весела фарма, гледавме нешто да изработиме кој што можеме самите со материјали, значи со помош од родители и ученици, без надворешна помош, самите да изработиме маската, затоа се одлучивме за оваа маска. После неколку години на пауза, карневалот повторно се одржуваше 2 дена. Дефиле имаше и во саботата и во неделата. А исто така повторно се врати и меѓународниот предзнак на карневалот, бидејќи имаше маски гости од околните балкански држави. И сметаме сите заедно во локалната самоуправа дека направивме еден сериозен исчекор во враќање на квалитетот на карневалот, го вративме и интернационалниот момент кај него, добивме поприлично гости на овој карневал и се надевам дека до година уште поуспешно ќе биде организиран во име на транспарентност и оно што го правиме како нов состав на локалната самоуправа, да кажам дека буџетот од $1.000.000 кој што беше предвиден за организација на овој карневал, за пречек на гостите, за сместување, за организација на сите пропратни настани околу карневалот, стигна и се задржавме во рамката, значи карневалот Прочка, да ги информирам граѓаните, го чинеше градот $1.000.000 и сметам дека тоа е една скромна сума за еден вака голем настан кој што се организираше. Ќе доделиме скромни награди на добитниците. Наградите ќе бидат во форма на ваучер за патување, односно за нивно представување на карневали или на покани за карневали каде што во иднина би требало да учествуваат. Сметаме дека како и досега добро е да оваа форма на награда на маските доди во име ваучер за патување, кој што сметаме дека најрационално би било искористен, затоа што како што ние на нашиот карневал сакаме да ни присуствуваат маски од држава и надвор од неа, така и претпоставувам секој организатор на карневали сака да види што е можно поразлични маски на неговиот карневал, така очекуваме дека овие наградени маски би биле поканети на некои карневали и во нашата држава, но и надвор од неа. Карневалот Прочка е еден од бројните фестивалски брендови на Прилеп кои што привлекуваат туристи од секаде и го промовираат градот, не само во Македонија, туку и во странство. На кој што сме навистина горди како организатори на истото, пред се заради позитивните критики кои што ги добивме од нашите граѓани, но и од гостите што ги имавме од другите држави. Значи денес сме да ги испочитуваме сите што учествуваат, да им додалиме благодарници, а и секако да ги објавиме наградените маски кои што, како што каже градоначалникот, ќе патуваат во нашата и надвор од нашата држава, веќе имаме покани
за да се представат на останатите карневали во регионот. Карневалот е голема манифестација, значи не само што ја зачува традицијата и ја пренесува во идните генерации, туку тоа представува и една друга димензија, односно туристичка атракција и ние сакаме и да се движиме во тој правец, значи да го зголемиме таа нота и карневалот да се развива во правец на туризмот и привлекување на што поголем број посетители, не само нашата, туку и од соседните држави. Карневалот годинава одбележа 25 години постоење и 100 години од основањето на Сдруженијето Прилепски мечкари, кои што покрај општина Прилеп се едни од иницијаторите и организаторите на овој карневал.